Во најсветата книга е спомнато дека светите места во минатото биле одбележувани со камено стопало. Па овој човек ве прашува вас, доколку претходно наведеното е свето место, дали ова што е пронајдено во мојот дом е доказ дека ова место е свето. Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Имам снимано веќе едно видео за ова место, ова е второто видео, морав да го посетам ова место. Ова камењата што ги гледате наоколу, ова огромна карпа, ова се е храм кој што е стар илјадници години и се наоѓа во куќа. Приказната за овој храм е неверојатна, односно човекот кој што живее во оваа куќа, за жал не сака да зборува на камера затоа што он кажува дека уште не е дојдено времето кога он треба да зборува, туку едноставно сега за сега може само да го покаже ова место и да посочи на работите кои што он ги открил и ги знае. Така да ќе се потрудам јас преку моите зборови да го доловам тоа он што го кажа за ова место и тоа што јас го осеќам и гледам. Он тврди дека ова е храм, стар храм посветен на сите наши светци, а пред се на Бога. И он тврди дека ова што го гледате зад мене е бакнежот на Адам и Ева. Има многу други работи, има остатоци, фосилни остатоци кои што личат на срце, личат на ребра и на ред други работи, но едноставно местото е неверојатно. И не знам од каде да почнам. Ајде ќе почнам од почеток и ќе ве прошетам низ местото, па сами одлучете што е, како е. И едноставно уживајте во сето ова што овој човек успеал да го ископа. Неговата приказна накратко оди тоа што тој бил многу болен и едноставно еден ден добил некои насоки и некоја желба да види што има под неговата куќа. Тој едноставно го извадил паркетот, го искршил циментото со кое што било под паркетот и почнал да разоткрива работи и почнал да навлегува во сето ова што го пронашол. И тој кажува дека од кога ги открил овие работи, од кога ги извадил на површина, неговото здравје се подобрило, иако во некој одреден момент неговото здравје било многу лошо. Значи, он го поврзува неговото оздравување со тоа што успеал да го отвори овој храм и на некој начин да му даде енергија и светлина. Значи, едноставно дошло време овие работи повторно да испаднат на површина. Он секако поубаво објаснува за ова место, меѓутоа, ете, човекот не сака се уште зборува, јас го почитувам сето тоа, затоа, ете, јас ќе ве прошетам низ овој прастар храм, па сами одлучете. Ајде одиме од почеток, па ќе видите се што има. Ајде оди. Во дворот влегуваме внатре во куќата и ова е, замислете, внатре во куќата пронајдено. Кога гледате овој дел тука е дел кој што е направен од еден вид на карпа и изгледа како некој вид на портал или некој вид на влез. Че ова е само еден дел. Ова што го видовте до сега, ова е само првата соба која што човекот ја откопал. Че тој го искршил циментото и почнал да открива секакви видови на камења, на фосилни остатоци, на работи кои што тој ги поврзува со некои од денешните светци, многу ликови, многу камења. Тој сето ова го нашол во оваа
куќа, односно под неговиот пот, кој што го извадил. Че ова сето лежело расфрлано под неговиот пот, тој го наредил, а сето ова и му дал некаков контекст. А тука може да се види и голема сличност помеѓу оваа икона или очите на Света Петка со тоа што е изгравирано во овој камен. Значи има премногу камења, не можам секој поединечно да ви го покажам. Меѓутоа еве ќе ви направам една виртуелна прошетка на местото. Па вие сами одлучете и видите со ваша слободна воја и со ваша слободна интерпретација. Човекот кој што го откопал сето ова, за секој дел од ова место има свое објаснување и свое поврзување со некој од светците. Тој тврди дека некогаш порано камењата биле со многу поизразени форми и на нив можеле да се видат многу повеќе работи, но со текот на годините, затоа што овој храм кој што е стар илјадници години, дел од работите не се толку воочливи, меѓутоа тој успева во секој камен да го види тоа што било пред тоа и да го поврзе со некој од денешните светци кои што ги познаваме, големи личности и личности од нашата историја. Сето тоа е интересно, фасцинантно и мене лично ми предизвика внимание, интерес и љубопитност. А за вас не знам, вие кажете што видовте и што почувствувавте дека ги гледате овие сите камења, дали сето ова вас има логика и слично. Ево, овој камен има интересна форма и верувате, ако го загледате, секој камен има специфична форма и изгледа како да е обработен или дури може да биде и некој фосилен остаток. Јас едноставно не знам, ги оставам работите на слободна интерпретација. А најинтересното е што сето ова е пронајдено под неговата куќа. Ви благодарам што го изгледавте ова видео. Ние си заминавме од куќата, енергијата беше неверојатна, местото уште по-чудесно и интересно. Вас сите можем да ви порачам и да ви предложам да се претплатите на Сонцогор, ако сте во можност да станете членови, ако не да сте живи и здрави, а ние се гледаме во некој моје наредно видео.